е последен проект кој што се реализира од претходната ЦИП програма и од јануари 2014 година е заменета ЦИП програмата со новата програма на КОСМЕ и таа се реализира во следниот 7-годишен период, односно од 2014 до 2020 година. Целта на оваа фаза од оваа иницијатива на ЕУ е да се развијат модули за обука на кадар во градежниот сектор во делот на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија и практична примена во градби. За таа цел ќе бидат обучени прво тренери, така наречени обучувачи, кои што понатака ќе ги обучуваат градежните работници во Македонија и до крајот на 2015 година ќе се спроведат 5 вида на обуки за градежните работници во градежниот сектор во Македонија. 5 обуки ќе бидат за обвивка на зграда, за стаклување, обуки за кров, обуки за електрична инсталација и обуки за грејење, вентилација и ладење. Очекуваните резултати од планираните обуки ќе бидат 200 обучени и сертифицирани обучувачи, тренери, кои што ќе бидат насочени за 40 приоритетни занимања на програми подобрување на енергетската ефикасност, 10 обуки, тоа е практична настава на градежните компании, 1000 сертифицирани работници кои имале предходно искуство работно во делот на енергетската ефикасност, кои што истите ќе дополагаат испити во новите модули за признавање на диплома и 50 градежни работници на терен кои ќе бидат обучени за енергетска ефикасност. Една од новините е тоа што обучените тренери и обучените градежни работници ќе можат да работат во една наша балканска земја, која што е членка на Европската Унија, а тоа е Хрватска. Втората фаза на оваа европска иницијатива паралелно ќе се спроведува во 20 на европски земји. Во првата фаза на проектот 30 европски земји беа вклучени, меѓутоа Македонија и Хрватска во оваа фаза се единствени земји кои што учествуваат во нашиот регион. Ова иницијатива беше поддржана и од страна на сите релевантни институции во нашава држава, односно од сите министерства, агенции, од градежниот сектор. Направивме комплетна анализа на градежниот сектор и состојбите во делот на енергетска ефикасност во градежните компании. Исто така во вториот документ беше направен роудмапот, што го каже Ирена, односно патоказот, значи беше посочен патот што све Македонија треба да направи за да ги постигне овие цели, колку работници треба да се обучат. Значи околу 9600 работници фалат во градежниот сектор, обучени работници, нели, до 2020 година и согласно тие некои бројки беа извадени овие проценти, односно број на работници кои ќе мора да се обучат. Исто така направивме анализа и во рамки на градежните компании. Значи никој не изјави дека немаат потреба од градежни работници, сите рекоа дека имаат потреба од дополнителна обука, поготово во делот на енергетската ефикасност на градежните работници. Законот за енергетика е донесен, правилникот за енергетски ефикасни згради исто така е донесен, така да согласно овие законски акти не може да се добие одобрение за градење ако нема елаборат за градежна физика во делот на високоградбата. Ние во Стопанска комора на Македонија имавме неколку обуки за изработка на градежни елаборати за градежна физика, така да и согласно оние потреби што градежните фирми ги имаат, веќе се изработуваат и се градат веќе енергетски ефикасни згради, односно високоградбата, односно станувањето. Најмногу се оди во домувањето. Вие знаете дека секој објект понатаму ќе треба да има пасош, како тој ќе биде пасош ќе биде дел за да може тој објект понатаму да се продава. При купување на станови зборувам во догледно време дека секој стан или секоја зграда ќе мора да има енергетски пасош.